татко и сопруге, 20 години е професионален фудбалер и моментално рекреативно тренира фудбал и кросфит. Добро вечер, Филип, и те благодарам уште еднаш што дојде и што не почасти со твоето присуство. Може да напусне ли? Да го опуштиме. Добро вечер на сите. Како што кажа Марија, Филип, 34 години. Мојата приказна накратко ќе ви ја раскажам, се надевам некој ќе се пронајде, на некој ќе му помогнам, на некој можеби ќе се поистоветува со мојата приказна, меѓутоа накратко да. 20 години активно игра фудбал, 14 години професионално, меѓутоа тоа беше едно подамнешно време. Извини што ќе те прекинам, ми рече многу да не прашуваме за фудбал, затоа што му е емотивна тема. И продолжи. Така е, фудбалот ми е многу емотивна тема, многу ми е поврзано, имам многу емоции во тоа дамнешно време, така да активно 14 години игра фудбал, меѓутоа накратко, како и повеќето спортисти во Македонија, во тој момент кога игра фудбал активно, кај нас системот тогаш функционираше така, се надевам и сега функционира малце подобро од тогаш, меѓутоа не е перфектен. Сите спортисти тежнеат нели нормално кога ќе започнат да играат некој спорт да успеат во спортот, така и јас напорно тренирав со цел да постигнам и да отидам и да завршам како професионален спортист, да си ја завршам кариерата, меѓутоа тогаш такво било времето и такви ми биле можностите. Нормално постојано идев на тренинзи, меѓутоа сето тоа тренирање напорно и недоволната едукација тогаш во тој момент, за жал не само од моја страна, меѓутоа и од луѓето кои биле околу мене и од тренерите и од тогашните луѓе кои ме советувале, вклучувајќи ги и моите, фала им на тоа што нели нормално секој сака да си го поддржи своето дете, секој сака најдобро да има за своето дете, го тераат и го буткаат напред, меѓутоа од една страна е тоа све супер, од друга страна треба малци и да сме едуцирани во тој момент, затоа што јас бев нормално со добар талент на почеток, тоа сите може да го препознаат на почеток, меѓутоа како поминува времето, талентот избледува и тука настапува веќе колку си професионален во спортот, колку си развиен, колку си спремен за да продолжиш понатака. Во еден период од животот искочив на неколку пати да пробам и надвор, меѓутоа тука се соочив со еден проблем. Не беше проблем аспект колку сме спремни од наша страна, зборам јас како фудбалер од Македонија со надворешните фудбалери, меѓутоа дојде до израз дека кондицијата и талентот не е проблем, меѓутоа физичката способност е многу различна. Што значи тоа физичката способност е многу различна? Во тоа време кај нас ние немавме кај нас тренинзи за физичка подготвеност. Сите тренинзи беа ставени на кондиција, техника и одењето во теретана, да речам сега, во фудбалските клубови не постоеше тогаш. Мислам, и се уште не постои кај некои клубови, децата мислат дека не треба да идат у теретана затоа што е рано. Не е рано. Надвор кога извини што те прекинувам, од кога најубаво е децата да почнат да идат во теретана? Да не ме сватите погрешно, не можам да го кажам тоа, меѓутоа можам да кажам што сум видел надвор. Еве ќе земам како пример Шведска, затоа што имам идено во Шведска и лично имам тренер во Шведска кој моментално е тренер веќе на прва лига, меѓутоа почна да тренира од 14 годишна возраст па нагоре. Во моментот кога бев јас во Шведска, дечкото беше тренер на 19 годишни деца до 19 години, меѓу кои се сретнав со дечиња, не се дечиња, тоа се веќе возрастни луѓе на 16-17 години, каде што активно тренираат физички, исклучиво само физички тренинзи и кондициони тренинзи. Немаат допирна точка со техника. Со техника немаат допирна точка, они вежбаат со топка, меѓутоа ништо не учат техника затоа што мозокот се уште не треба, стадиумот не е тој, треба да се доволно развиени
И кога ќе ги погледнеме како изгледат на 16, 15 години, 17 години веќе развиени фудбалери, физички и кондиционно спремни, тоа знаеме дека веќе понатаму они веќе може да работат на техника. И тука кај нас палеше тоа. И за таа цел не останав надвор, се вратив. Со што се соочи таму? Нивната физичка спремност на тие спортисти како професионалци и ти тука како професионалец, дали беше за тоа што ти беше, штом си излегол надвор, сигурно некој те препознал дека си одличен талент, дека имаш супер иднина за да отидеш надвор. Но ти таму кога се соочи со твоите соиграчи, што беше различното? Системот не функционираше вака. Значи, они таму имаат одреден систем, точно знаат што треба да се земе пред тренинг, како треба еден ден на еден фудбалер да му поминува, колку пати на денот треба да тренира, колку оброци треба да има, све си има како точно треба да го помине денот за да може да функционира едно дете, зборам сега дете од 17 години, меѓутоа да функционира за да може да ги постигне сите тие резултати очекувани што се очекуваат од него. Доколку кај нас, кога ќе се вратиме кај нас, не ти наметнува, самиот клуб не ти наметнува кога да јадеш, што да јадеш, како да јадеш, што да конзумираш, кои производи да ги конзумираш, затоа што таму нема дали сакаш или не сакаш. Таму ти даваат производи, односно ти даваат систем што ти мора да го пратиш ако сакаш да успееш. Поспротивно нема да успееш затоа што нема воопшто да те зема. Така да таа повреда што се случи кај тебе, беше причината поради недоволно тренези или недоволно физичка спремност или што беше причината, еве ти сега од малце повозрасни години? Од сегашен аспект гледано, прво највеќе ме боли што повредата не се деси на фудбалски терен. Значи повредата се деси сосема случајно, без разлика дали било дали сум спортски активен или не, повредата секако ќе се десела. Меѓутоа повредата се деси затоа што не бев доволно физички подготвен, односно само кондицијскиот ме истрошува, а не сум доволно физички нахранен за мускулите да може да ми ја поддржат. Односно ми се деси повреда на скочен зглоб и тоа ми се случи од немарност да речам. Ми се скрши скочен зглоб и веќе толку беше, односно веќе пропаѓа се во вода затоа што многу, поготово кај нас многу тешко се опаравуваме и ако не си физички спремен, изгоре на тоа ако правилно не го храниш телото, повредите многу споро се лечат. И во тој момент тогаш веќе од кога се деси тоа веќе одлучив малце да навлезам во целата тематика на тоа како правилно треба да се опоравува телото. И тоа беше моментот и среќа на тоа моментот кога го запознав и Herbalife. Во тој момент почнавме со едукација, почнав малце повеќе да истражувам, почнав да сваќам дека не е све во тренингот, дека има повеќе, дека не е само напорно да тренираш, дека повеќе треба да внимаваш на тоа како се храниш, како го храниш своето тело, за да може да почне да реагира и своето тело на самиот тренинг, затоа што на напорот што се дава. Така, на самиот тренинг, само ако постојано тренираме, а неправилно го храниме своето тело или го одржуваме или точно знаеме што треба да му дадеме, нема да има никакви промени. И за оправување тогаш фудбалот го ставив малце на страна, затоа што добив насоки како треба правилно да кренам мускулната маса и да си го зацврстам телото и почнав малце да работам на тежински тренинзи, да застанам со кардио. Почнав да идам во теретана, морам да кажам дека почнав да идам во теретана, меѓутоа како и во грото од фудбалерите во теретана не се проѓаат затоа што не се навикнати да работат тежински тренинзи. Сите нас се мача да дигаат тегови, односно сите дигаат тегови, јас се мача да дигам тегови, сите се мача да трчаат на трака, јас може да трчам без престан. Меѓутоа не ми одговараше и кога го сменив, мислам од теретаната, веќе кога предов да вежбам кросфит по препорака, веќе ке кросфитот го најдов балансот, затоа што во кросфитот имаш и тежински тренинзи, имаш и кардио. Нормално 50 минути е тренингот, не е многу, меѓутоа е многу интензивен и на сето тоа кога ќе го земам како правилно треба да се храниме, затоа што тоа го научив тука,
ти се пронајдов и се си дојде, мислам, си дојде на место. Сега си функционирам перфектно, мислам, можам комотно да ги извршам сите обврски, правилно гледам да си го одржувам телото, правилно си го хранам телото, нормално за да можам да постигнам на сите обврски покрај работа, деца и спорт. И така да мислам дека тоа беше клучот како во иднина ќе знам првично за моите деца, второ и за некој ако можам да помогнам, дека многу е битно исхраната да ставиме во самиот процес како најбитен фактор, дека 60% од успехот влијае исхраната и тоа многу голем дел од процентот. Ако сакаме да успееме како спортист, 30% е тренингот, значи мора да имаме интензивни тренинзи ако сакаме да бидеме нели во форма, да имаме добар изглед, да имаме не знам енергија доволно. И 10% е талентот, што нели нормално секој дете има талент, мораме да го препознаеме, меѓутоа само талент ќе остане на талент и тоа дете ќе се изгуби понатаму затоа што не е пропратено со останатите процеси. Така. Тука ќе го спомнеме и одморот, претпоставувам. Дали си имал, да те прашам, дали пред утакмица си имал карантин? Сум имал карантин, меѓутоа тоа беше во последните неколку години. Морам да се навратам на почетоците и мислам и сите и денес сите деца што играат било каков спорт и што се во тие години, значи нормално. Сите деца сакаат да излагаат, сите деца сакаат да шетаат, и сите деца сакаат да остануваат до касно и се дешавало од излагање да идеме на утакмици, никој не знел да ни каже или никој не знел да не едуцира, меѓутоа тоа било кога не сме знаеле. Од оваа гледна точка многу е битно. Значи, одморот е исто толку важен колку еден тренинг. Ти можеш постојано да тренираш, секој ден да тренираш, меѓутоа ако нема одмор, џабе тренираме. Мускулите немаат доволно време да се опорават, немаат доволно време да пораснат, не им оставаме доволно простор да пораснат и нашето тело нема да се смени ако ние постојано секој ден тренираме. Значи мора да имаме одредени денови кога се тренира и што се тренира, и одредени денови каде што ќе оставиме простор на самите мускули да се регенерираат. Со правилна исхрана, затоа што да има со што да се хранат. Ако немаме правилна исхрана, се паѓа во вода. Да, мене ме потсети сега. Јас ќе кажам, ќе се навратам во моето детство, кога брат ми нели многу деца се талентирани деца и навистина и може од нив да се извадат супер спортисти, професионалци. Завршуваше основно и го препознаа во еден клуб дека може да запише во Партизан, да учи средно и по Партизан да му дадат стипендија и да оди таму. Неговиот тренер тогаш почна да го тренира цело лето, без поддршка на исхрана како што треба. Мојот брат му се уништи уште од отма кариерата затоа што беше префорсиран со тренинзи, беше префорсиран со кондиционо. Јас се сеќавам кога доаѓаше од тренинг како му тече крв од носот, значи искина лигаменти и нешто кое што да се навратиме на тоа, тогаш моите родители немале информации како требало тоа да се поддржи и нутритивно и хранливо. Мене исто така ми имаат, мислам јас сум спортски активна, бев спортски активна, можеби некој ќе каже игрорната не е спорт, ама 3 пати неделно по саат и пол тоа е такаков спорт да се изигра со цело тело да биде во еден баланс. И мене ми се случуваше, еве ти можеш да ми кажеш, понеделник имав тренинг и бев супер. Иначе имав 46 кила и бев супер. Мене жена како жена сака убави нозе, затегнати нозе, рацете да не се тресат и тренирав, ја бев вторниците одлично затегната, дури можев и сукња да облечам, но среда почнува да се тресат нешто мускуливе. Среда ќе дојде вечерта, ќе тренирам, ја пак истото се случува, до еден момент додека се најдов јас во една ситуација за еден велнес профил да ми се направи и да ми каже дека јас уствари сум го вежбала салото. Да. Okay. Да, што се случува кога влегувате во тренинг, кога немаат еден таков
таков момент еве ти ги гледаш луѓето кои што идат во теретана на кросфит, кои што сакаат да направат резултат, можеш ли да ги препознаеш тие што го вежбаат салото и тие што уствари вежбаат мускулна маса? Знаете како, кога подолго време сте на едно место и кога постојано ги гледате истите луѓе, а вежбате со истите луѓе, тие луѓе што правилно го третираат своето тело, промените доаѓаат многу брзо. Ама тие луѓе што вежбаат и не пазат и неправилно го третираат своето тело, тие вежбаат со години, меѓутоа немаат никакви промени на нив. Они се физички спремни, све е окей, тоа се физички спремни, подготвени можеби од физички аспект, меѓутоа нема никакви промени на нивното тело, се уште имаат сало на нив, се уште не се оформени како зборам физички оформени, ја немаат таа посакувана форма за која работат. Они работат за формата која сакаат, а не може да ја постигнат затоа што не се нутритивно подготвени за самиот тренинг, затоа што они само вежбаат физички, си го истрошуваат телото, немаат доволно хранливи материи, не внесуваат за да може самиот тренинг да го поддржи тоа, мислам, мускулот да го поддржи тоа. Така да во еден, извини што ќе ти кажам, ама џабе идеш на игрорна да се стегнеш кога неправилно си јавила. За тоа вчера играше цел ден, но не викаш. Да, сега, иначе морам да признам, 2026 година ми е година каде што сакам да бидам редовна во тренинзи, затоа што не заради друго, веќе поминаа години и на крај на денот ни требаат тренинзите за многу други работи освен за слабење. Но многу повеќе ќе ни каже Антонио во врска со тоа што треба и како треба да се користи. Можеш микрофонот да му го дадеш сега на него, а јас додека вие се менувате, ќе ви кажам дека Антонио има 32 години.